Кога ќе ти создаде животот 1000 причини за плачење, покажи му дека имаш 1000 причини за насмевка. Ова мото денес на дело го покажа и лицата згрижени во дневниот центар во Виница. Покажаа дека и тие знаат да се радуваат на животот исто како и сите други, но неопходна им беше социализацијата овие десетина години и поддршката од средината во која живеат. Тие денес се чувствуваат гордо затоа што пред јавноста ја покажаа својата креативност со вешто изработени дела од нивните раце, со акција за организирање керамичка колонија во соработка со музеот Теракота. Како поттик од оваа година во проектите од национален интерес да биде ставено приоритет од наредна година да им се даде повеќе внимание на овие проекти за лица со посебни потреби. Продолжуваме и понатака со овие проекти, значи не застануваме овде. Мислам дека децата беа задоволни со нашето дружење, со работка и вработените од дневниот центар и дека тоа ќе продолжи понатака. Од порака за следната 2017 година најавија отворање на социјален пункт, но и апелираат за користење на нова бенефиција која нуди Министерството за труд и социјална политика. Да се држиме до отварање на уште сервисна служба, замислено е да биде социјален пункт. Сите тие што не се опфатени во дневен центар да пробаме да ги извлечеме со некои 2-3 дена во неделата на почеток, па да видиме после како би можели да функционираме. Новитет друг од порака е во едно јавен повик до сите семејства што имаат лице со интелектуална попреченост, а не се членови на порака, доколку сакаат да користат бенефиции, ќе треба да се зачленат во порака. Инаку најновата бенефиција е 6 повратни годишни меѓуопштински карти со јавен превоз, со придружник за тешката и благата попреченост, но еден од условите е да бидат членови на порака. Па така да уште еднаш апел до сите што имаат член во семејството со интелектуална попреченост, а не се членови на порака, можат да стапат во контакт со нас, да си напишат пристапница доколку сакаат да користат бенефицијата. Изложбата која заеднички ја реализираа дневниот центар, Центар за социјални работи и музеот Теракота беше продажна, а средствата ќе бидат наменети за купување ленти за трчање и подобрување на моториката кај овие деца.